Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може да проследите интервју со Југослав Петрушич, првата асоциација на Југослав Петрушич, човекот кој многу знае, втората асоциација, човекот кој многу зборува, и третата, или по мене клучна асоциација, човекот кој ги погодува работите. Некаде пред 12 или пред 14 месеци во рамки на емисијата во Центар, Југослав Петрушич дава клучната теза дека во Македонија ќе треба да биде формирана хибридна нација и да биде формирана една хибридна држава. Што е суштината на тој проблем, односно на целата таа стратегија, почитувани гледачи? Тоа што ни се случи изминатите 12 или 14 месеци. Во Македонија некој сакаше да формира хибридна нација со топење на разликите помеѓу македонците и албанците. Таа хибридна нација подоцна да формира хибридна држава. Кога на таа хибридна нација составена со мешање помеѓу македонците и албанците, тоа што гледавме на изборите на 11 декември и како гласа тие контингенти албанци за партијата на Зоран Заев, значи кога на таа хибридна маса би се додале плюс неколку стотици илјади бегалци кои би биле населени на територијата на Република Македонија, би бил формиран еден казан во кој би биле стопени сите тие разлики, би била формирана нова хибридна нација и таа нова хибридна нација би била носител на државноста во една нова хибридна држава. Не би имало македонци, не би имало албанци, туку би имало граѓани на една хибридна држава која се нарекува Република Македонија, и таа држава не би имала проблем ниту со името, ниту со идентитетот во тој конфликт со Република Грција. Во оваа емисија би отворил неколку клучни теми. Тоа е платформата на Еди Рама со која Албанија се вмешува во внатрешните работи на Република Македонија. Тоа е прашањето за терористите кои може да влезат од територијата на Косово или територијата на Албанија на територијата на Република Македонија, за Тоше Проевски и уште неколку многу пикантни прашања. Меѓутоа останете со нас наредните 70 минути и нема да зажалите. Во Македонија денес се крши големата светска политика. Постојат две крајно спротивставени стојалишта. Стојалиштето на Хилари Клинтон и екипата околу Хилари Клинтон, кој се залага за формирање на една светска влада која би владеела со светот и формирање на една светска супер раса која би владеела со светот, и на друга страна тоа што го промовираше Доналд Трамп, а тоа е формирање на национални држави или концепт на национални држави. Конфликтот на тие две стратегии кои се спротивставија на изборите во Америка на 8 ноември, денес копијата се кршат на територијата на Република Македонија. На крајот и ви се исполни сонот Македонија да биде Казабланка, во вистинска смисла на зборот. Васко, многу дуго се знамо како пријатели, чак неколико пута смо били у озбилни конфликтима, у питањима која се ми поставljao, али мораш да признаш да данас и Македонија центар свих обавештених служби читавог света и да се данас одатле води можда една од одлучујуćih политика šta će biti sa vladom Amerike, a možda i sa sudbinom mnogih drugih zemalja u svetu. Луѓето на Сорос велат, смешно е да се смета дека Македонија е центар на светот и дека цел свет всушност води грижа за Македонија и дека тоа нема врска со вистината. Значи сите тие луѓе кои се финансирани изминатите 10 години од Сорос всушност прават пародија од тие тези дека во моментот во Македонија е еден сериозен конфликт на структурите на Трамп и структурите на Клинтон. Taj konflikt koji mi vidimo danas, odnosno koji se gleda iz našeg ugla, za mnoge ljude će biti smešan da kažu da je Makedonija danas u takvoj situaciji. Ali pogledajte ko sve dolazi u Makedoniju, pogledajte šta traže od Makedonije, pogledajte šta zahtevaju od Makedonije. Zašto odjedanput čitava ova priča između Makedonaca i Albanaca? Zašto Albanci postaju opet potrošna roba? Šta, hoćeš da mi kažeš da ljudi iz Albanije mogu da prave terorističke akcije kad god hoću u okruženju? Koja je sledeća zemlja? Grčka. Zašto Grčka danas ljubi Makedoniju? Zašto je pomaže? Gde je problem danas da Grčka bude prijatelj Makedoniji, a bori se protiv nje 20 godina da je ne prizna? Минатата недела беше Могерини, комесарката за надворешна политика. Она е една од испостава Кристине Меј. Она е една од испостава Кристине Меј и Ангеле Меркел, односно Хилари Клинтон. Она е njihov proizvod. После поразот на Хилари Клинтон, центарот на делување на Сорос и на целата таа групација околу Хилари Клинтон кој се залага за формирање на голема светска влада и на голема светска супернација која би владеела со светот,
Од Вашингтон се префрла во Лондон. Значи, пиемонот на целата таа операција денес е стационирано во рацете на британска дипломатија и на британските тајни служби. Британската дипломатија која е задолжена за целиот процес или тоа што се случува последните неколку месеци на територијата на Република Македонија, ја делегира таа своја мок во рацете на госпоѓата Могерини. И тоа е всушност стратегијата на британската надворешна политика. Секогаш користи или услуги на одредени италијански дипломати поради таа поврзаност која ги поврзува чадорот Италија и Велика Британија во однос на македонската криза, или одредени држави кај што на власт е се уште кралски семејства, например Солана од Шпанија, кај што на власт е се уште кралското семејство, или Холандија кај што господинот Вандербрук некаде на почетокот на 90-те години ја решаваше судбината на СФР Југославија и на Република Македонија. Значи тоа е стратегијата на Велика Британија. Сега да каже дека Могерини е човек на британската премиерка. Не само да е негов човек, она е дошла да запрети у име Кристине Меј. Значи у име Кристине Меј, не Европски унији. Бидејќи во моментот таа структура на Хилари Клинтон не е на официјална позиција, ги изгуби изборите, всушност битката во Македонија се води преку Лондон. Сега целиот центар е префрлен од Вашингтон во Лондон. Значи во таа функција доаѓа Могерини да разговара со македонското раководство. Лондон е увек имал централну фигуру на Балкану. И он не жели да изгуби. Све се променило данас. Sa politikom koja se desila u Americi, koja je skinula neke stege i oslobodila Putina da deluje sasvim drugačije na internacionalnoj sceni. Svi su zaboravili da se i Erdogan, Tayyip Erdogan vratio na scenu. Svi su zaboravili da se Asad vraća na scenu. Šta je bio ključni moment tih ljudi, odnosno oslobađanje njihove energije da oni mogu da deluju na čitavoj sceni sveta, je bio Trump. Da je Hillary Clinton pobedila, da je Hillary Clinton bila instalirana na mesto, odnosno nastavila politiku, sve bi drugačije bilo. Pošto ta kriza je dostigla maksimalni nivo, ona se danas preselila u Makedoniju, ne u Srbiju. Srbija je nekad bila centar svega toga. Македонија е една од двете точки кои се многу битни за Трамп. Едната е Унгарија, втората е Македонија. Во Македонија се фатени структурите на Хилари Клинтон 100-0, како ги користат ресурсите на USAID, како ги користат ресурсите на Сорос, како ги користат американските ресурси на CIA и така натаму. Svi znamo da je ogroman kapital bio ubačen u Makedoniju. Sad u zadnje vreme. I svi su prognozirali da će Makedonija imati jedan prosperitet, sačuvaj me Bože, mnogo veliki, da je niko neće dirati. To je mala zemlja, lako je bilo podići. I šta se desilo preko noći, posle izbora? Sve se promenilo, sve se uništava. Од 2014 година политичка криза, 2 години. Tako je. Афера со прислушкување. Ovo su samo marionete. Svi rade za nekoga. Бугарските разузнавачи велат дека околу 3000 терористи се тренираат на територијата на Република Албанија и дека еден дел од нив може да дојде на територијата на Република Македонија ако се одлучат да влезат во процес на дестабилизација на Република Македонија како некој финале на сегашната политичка криза. За разлика од нив, господинот Југослав Петрушич вели дека не се 3000, туку 35.000 луѓе кои можат во секој момент со оружје да направат одредена дестабилизација на Балканскиот полуостров. Бугарските разузнавачи излегува со проценка за 3000 терористи кои се стационирани во Албанија и делумно во Косово, кои може да влезат на територија на Македонија. Иако делува фрапантно таа бројка нели од 3000 луѓе, тоа е проценка на бугарските разузнавачки структури. Mi smo prijatelji, dugo se znamo. U kojoj to zemlji u 2017. godini stalno iz Albanije idu teroristi? Pa šta je Albanija? Objasni mi, leglo terorista, sad Albanija sama odlučuje da napadne i Kosovo, i Crnu Goru, i šta je sljedeća zemlja, koja je sljedeća zemlja? Šta, napašće i Bugarsku, napašće i Grčku, jel tako, napašće Crnu Goru, Italiju? Dobro, što je točno? Klan Ramuša Haradinaja izvršio je napade na 14.000 familija u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji. I naterao ih da daju novac za organizovanje, davanje oružja i svega ostalog. Ali u čije ime? U ime upravo ove politike o kojoj mi pričamo, Clintonove politike. Znači Ramuš Haradinaj. On je samo ispostava jedne politike. Ne Ramuš kao Ramuš, nego on je jedan od lidera. Da bi ga osvetlili i stavili, oni su mu napravili problem u Francuskoj. Da. Francuska ga je povukla da vidi kako će s njime da reši problem američke politike. Znači američke politike. On je jedini čovek momentalno na teritoriji Balkana koji može da skupi sredstva, ljude, profesionalne ubice, da organizuje profesionalne grupe i da se svi plaše od njega. Albanci danas se plaše za svoju sudbinu, oni traže da budu oslobođeni. Albanci. Oni više ne veruju ovim prevarantima. Вела дека Рамош Харадинaj и неговиот брат, таа линија која води од Диво Насиле Команово, води до нив, до Рамош Харадинaj и до неговиот брат.
On je jedan od ključnih igrača u čitavom sistemu. To je shvatio i Hašim Tači. Vi morate da znate da u Kosovskom zaštitnom korpusu 600 ljudi iz familije Hašima Tačija danas radi. Na najodgovornijim mestima. Kosovski zaštitan korpus. Tako je. A Ramuš Haradinaj je ono istureno krilo koje se bavi samo kriminalom. Ne on. Čitava ta grupacija koja tu stoji. I može da pokrene koju hoće mašineriju. Da ugrozi Albaniju, da ugrozi Grčku, da ugrozi Makedoniju, Srbiju. Pa ko to može da uradi? Oni. Što stane su 130? Oni su Mickey Mouse i šta ja znam, oni su iz crtanog filma. Njih može da pokreće samo jedna sila ko što je Clinton. Uzimam ih kao sinonime. Kako personifikacija tako na je. ta jedna sila i grupa koja stoji i pravi tenzije na Balkanu. Tako je. Znači, ta priča da stalno neko kreće iz Albanije, da skuplja pare, donosi oružje, 2, 3, 5 hiljada ljudi, pa to je ispričana priča. Koliko ljudi imate pod oružje? Pod oružje? Da. Imate preko 30.000 ljudi u regionu. U regionu vašem. Preko 30.000 ljudi pod oružjem koji su van kontrole čitavog sistema. Ko ih drži? Bond Steel. Ko? Privatni generali. Ne američka vlada. Ne američka država. Mi smo pričali o tome, Vasko. Ti se dobro sećaš. I tuko je konflikt od Clinton-Trump. I to slušno beše esencijata na ta prezateljska trka u Amerika. Pa danas je to ključni problem u Makedoniji. Šta se to toliko promenilo u Makedoniji da dve struje se ovako zakrve, a da Albanci stoje sa strane i stalno neki terorizam albanski? Šta, hoće da pobiju narod u Makedoniji? Pa neka ga pobiju, šta će da urade? 30.000 ljudi. 30.000 ljudi je stalno u kontinuitetu pod oružjem, što u Albaniji, što u Makedoniji, što na Kosovu, što na jugu Srbije, što u Crnoj Gori, što u Albaniji. Znači, koliko od njih kontrolira Ramuš Haradinaj? Ramuš Haradinaj kontroliše te kriminalne grupe. Znači, ne on, čitav taj sistem i kontroliše. Svaki put kad nešto ne valja, on dolazi i ubija. Morate da zaboravite da je taj čovjek pozvan u Hag i oslobođen samo da bi kontrolisao te grupe. On je 31 svedoka ubio. Pored njih je ubio decu, ubio je žene, ubio je nemoćne starce. Kad je likvidirao svedoke, znači pored svedoka ubio je sve živo. Ali vi mislite da to Ramuš radi i da ne bude osuđen? Во моментот, структурата на Рамуш Харадинaj е најмогната структура во тоа криминално милје која може да направи на Балканот одредени политички проблеми. Сите тие структури или големи играчи на УЧК беа дел од француските разузнавачки структури или француските служби, всушност учествува во нивното формирање и нивното јакање на одредена сила да може да направат одредени немири на територијата на Косово, територијата на Албанија, територијата на Република Македонија и на целиот Балкански полуостров. Југослав Петрушич како поранешен агент на француските служби имаше контрола и соработка со сите тие играчи. Добро, господин Петрушич. Рамуш Харадинaj беше човек на француските служби. Тоа е некоја јавна тајна дека бил човек на француските служби. Франција пред 2 месеци го апси Рамуш Харадинaj. Ne, njega su odveli tamo upravo da ga osvetle, jer počela im da mu pada rejting. Oni su počeli da gube. Počeli su da se bune šiptari, ko što je familija Tahira Zemaja, odnosno mnogih ljudi kod vas u Makedoniji, protiv samih Albanaca. За да биде спасен имиџот на Рамуш Харадинaj, французите го апсат. Tako je, to sam rekao. I ne samo to, oni dobro znaju šta je Ramuš Haradinaj. U njegovom dvorištu su našli vozila ubijenih ljudi. Oni znaju i imaju svedoke šta je kad Ramuš sa njegovom grupom radio. Znači nije to nikakva tajna više za nikoga. Niko se time ne bavi. Што е со 131 бригада? Тоа е бригадата на Рамуш Харадинaj. 131. brigada, blizu 200 ljudi se danas nalazi u Kosovskom zaštitnom korpusu. Preko 400 ljudi se nalazi u organizacijama Ujedinjenih nacija koji rade za Ujedinjene nacije, ne čak ni za Kosovski zaštitni korpus. Polovina se prelila u Kumanovo i odatle deluje. 400 ljudi? 400 ljudi. Od бригадата на Рамуш Харадинaj. Tako je, nalazi se danas... Во структурите на Обединетите нации кои делуваат на Косово? Tako je. I imaju njihove dokumente i kreću se i oni su danas istražitelji svih zločina dole. Рамуш Харадинaj беше начело на 131-та бригада. Од припадниците на таа 131 бригада, неколку стотици луѓе денес се припадници на меѓународната заедница која делува на територијата на Република Косово, односно се членови на организациите кои се под контрола на Обединетите нации. Тој список е фрапантен, јас ќе прочитам само некој мал процент од имињата кои биле порано членови на таа 131 бригада денес работат за Обединетите нации на територијата на Косово. Рифат Зејнај, Бекин Толај, Фадил Нимонај, Мете Муричи, Фатмир Чеку,
Јусуф Селманај, Блерин Више и така натаму и така натаму. Знаете, тоа е всушност парадоксот на целата ситуација, почитувани гледачи. Овие луѓе кои треба да бидат осудени за криминал и криминалци и терористички акции, менес не само што не се санкционирани, туку се дел од екипите на Обединетите нации. Така да кажете, во моментот е Македонија најневралгичната точка не само на Балканот, туку и во цела Европа. Ако будете пратили оно што сам причao kod tebe mnogo davno, Па vi ćete погledаме некаде vidjeti... 90% од работите ние ги погодивме. Некаде повеќе од 90% ги погодивме работите. Ovdje se radi o životima ljudi koji su čitav svoj život posvetili da nađu bar ovo litsko istine. Ако некој толку мокен да може да го приватизира функционирањето на НАТО, да го прилагоди функционирањето на НАТО, неговите бизнис и политички интереси, ако некој толку мокен да го може го финансира финансиски Хашкиот трибунал и да го контролира не само финансиското, туку и политичкото делување на Хашкиот трибунал, ако некој толку мокен заедно со Маđar Telecom некаде пред 15 години да влезе во процес на приватизација на македонскиот телеком, а тој е господинот Сорос, тогаш не се постава прашањето дали Сорос може да учествува во прислушкувањето во Република Македонија и дали од позадина Џорџ Сорос до победата на Доналд Трамп не ги влечал конците во светската политика. On je privatizovao NATO sistem. Ta grupa ljudi je privatizovala NATO sistem. Зато Трамп сака да го руши НАТО системот. On ga samo modifikuje, ne ruši ga on. On ne sme da sruši ništa. Ništa ne sme da sruši ili je ugrožen životno. On mora da modifikuje sistem. Ali kako će ga modifikovati? I njegova struktura će zarađivati novac. Nemoj misliti da taj zapadni svet će nas voleti više nego ostali. On sad samo ima interesa da se promeni. I to nam ide na ruku. Kad kažem ide nam na ruku, i ide nam i ne ide nam. Ali najugroženija nacija koju želim da upozorim, da je manipulišu njeni zločinci, albanska nacija, odnosno šiptarska na Kosovu. To je najugroženija sorta ljudi momentalno na Balkanu. Добро, Смоне Петрушич. Некаде 7-8 декември минатата година, значи 2016 година, значи еден месец по победата на Трамп на председателските избори, поранешниот шеф на ЦИА доаѓа во официјална посета на Тирана. Тоа е последна официјална посета на поранешниот шеф на ЦИА. Има средба со Еди Рама. И Еди Рама се јавува со оваа платформа која сака да ја дестабилизира Република Македонија. Vi ste zaboravili da je jedan od šefova CIA bio poreklom Albanac. Znači bio je poreklom Albanac. Dobro znamo kakve je on tragove ostavio u... Ова е Џон Бренан, значи шефот на ЦИА. Jedan od njihovih ljudi je bio poreklom Albanac. Albanija je postala epicentar za kreiranje novog svetskog poretka. Šta god se uradi, iz Albanije kreću teroristi. Šta god se uradi, Albanija daje oružje. Pa gde si ti to čuo, Vasko? U kom to filmu na svetu gledaš? Pa zamisli danas da Srbija organizuje grupe ljudi da ih obučava u Srbiji da idu u Makedoniju da ratuju. Што е со Еди Рама? Кој на Еди Рама му дава сила во моментот? Clintonova grupa ljudi. Kad kažem Clintonova grupa, stara administracija Amerike, Clinton, Obama, opšte ta. Oni su instalirali jedan megacentar u Tirani. Megacentar. Za prisluškivanje, za kretanje, za organizaciju, za pranje para, za izlaz na more, za sve to što mu treba. Albanija za njih predstavlja megacentar. Kako? Da blokira deo Turske, Grčke, da blokira čitav Balkan, da odatle deluje gde god hoće, da radi šta god hoće. Ko se kad bavio time da Albanija kao zemlja 20 ili 30 godina ubacuje teroriste gde god hoće po svetu, da ih šalje u Kolumbiju, da oni drže svu drogu u Kolumbiji, da ih šalje u 20 drugih zemalja da vrše borbena dejstva, da se obučava bilo koja teroristička organizacija kod njih. Da li ti znaš da je Bin Laden bio sa tim istim ljudima u Tirani i da se dogovarao oko svega? Pa šta, hoćeš da mi kažeš da to ove velike sile ne znaju, da ne može da prepoznaju? Може едно прашање? Нема се налютите. Кога бил Ладен во Албанија, 96 година, француските служби планираат атентат на Бин Ладен? Ne atentat, mi smo trebali da ga likvidiramo. 12. februara 1996. godine Jugoslav Petrušić je trebao da dobije u ruke Bin Ladena, imao je čitavu jednu operaciju da ga odvede prema Rusiji i da on bude likvidiran. И зашто тоа не се случи?
Mnogo su to duboka pitanja i tada i kasnije kad sam razmišljao o tome, sve je to bila jedna velika manipulacija prema ljudima. Mi smo samo bili profesionalci, mi ljudi koji smo se bavili poslom i verovali da radimo za demokratiju. Ja tada nisam shvatio da radim za privatnike iz Francuske. Da 10 ili 15 ljudi iz tajnih službi privatno radi za sebe i po svim teritorijama sveta osvaja različite zemlje, uzima rudnike, teritoriju, da namešta biznismene koji će krasti novac i sa njima deliti to. Znači, ja sam mnogo kasnije shvatio u kakvoj zabludi sam živeo kao profesionalac. Znači, ja nisam bio profesionalac. Ja sam bio najamnik koga je država plaćala. Vi imate pomenuto trening na Legija na stranci. Ma, Legija se samo koristila da bi zadovoljila apetite tih... Koliko godini biste? Ja sam koristio usluge Legije stranaca. Znači, vi imate pomenuto obuka na Legija na stranci? Tako, ja sam imao jednu specijalnu obuku specijalnih ljudi, više od 10 godina sam učestvovao u najraznovrsnijim obukama koje su bile spremane da bi mogu da radim šta god hoću. 18 golemi vojni ste bili učesnik, 18 golemi vojni. Tako je. I u svim tim ratovima sam mogao individualno da delujem. Bio sam pravljen kao profesionalac da mogu u svakoj zemlji da prepoznam situaciju, da napravim analitiku, da delujem borbeno, znači samo inicijativno, da mogu da uništim bilo koji cilj i da mogu da zaustavim bilo koju pobunu terorista, odnosno opasnih ljudi koja preti društvenoj zajednici. Prva pauza za reklame, ostanete со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со втори дел на нашето вечерошно интервју со Југослав Петрушич. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Cold Max. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Во моментот, во Македонија и на Балканот со албанските интереси владат 20 мокни албански криминални и политички кланови. На чело на тие структури се наоѓаат познати имиња како Хашем Тачи, како Рамош Иленај и во последно време албанскиот премиер Еди Рама. Ке бидете ли искрен да кажете дека ова структура на албанци во УЧК дека била контролирана, ајде да речеме била на список на француските тајни служби? Дали француските тајни служби имале целоста контрола се до доаѓањето на Саркози на власт во Франција? Дали француските тајни служби имале контрола врз сите тие структури на УЧК, вклучително нашата структура на УЧК која прави... Од 94. година се бавим праќењем албанског комплекса. Кад кажем албанског, тих луѓе кои се учествувале во 94. година. До 99. година сам апсолутно знao сваку ствар која се дешавала околу нив. Сваку. Што тоа подразбира? То значи, знao sam njihove financije, znao sam njihove vojne obuke gde idu, ko kome pripada, kom klanu. Imali su preko 20 klanova. 20 klanova Vasko su imali. I sad je tako u Makedoniji. Ali kad treba da se dogovore na političkoj sceni, samo jedan čovjek izlazi i kaže mi Albanci smo svi zajedno. Tako i tada je bilo. 20 klanovi. I dan danas ih imaš. I dan danas, evo ako uzmeš sva dokumenta, pogled 20 različitih klanova. Postoji među njima. Знаете за Али Ахмет информации? Ma, oni znaju apsolutno za sve. Ko njih kontroliše? Pa samo neka velika sila. Имаше една информација дека на граница помеѓу Франција и Швајцарија
во напуштен камп на легија на странци, се тренирале овие структури на УЧК. Od 94. godine. i Evo neke- ja ti kažem, bio lično u tom kampu. Znači bio. Ramuš Haradinaj je tada došao, on je bio stolar. Stolar bio čovjek. On nema pojma ni o čemu, on je danas general. Ali to postoji samo kod nas, Vasko. To je i u Makedoniji isto. To je i u Hrvatskoj. Samo Ante Gotovina u Hrvatskoj može da bude general. Samo u Srbiji jedan legionar može da bude, možda ima visoke činove i nigde više. Дури има еден шокантен податок кој мислам дека го слушнав од вас, а тоа е дека поранешниот началник на генералштабот Здравко Понош во Добро. Србија и агент Чеку, кој беше началник на Косовскиот заштитен корпус, значи нешто како пандан на Косовската војска, дека нивните сопруги се родени сестри. Šta je bitno za Zdravka Ponoša da znate? Kako to može? Može, zato što je on školovan u Hrvatskoj. Svi su znali da je on jugonostalgičar. Zlatko Ponoš je od mene, kad kažem od mene, kad sam radio u vojsci... Значи началник на армијата на Србија Тако и е. началникот на Косовски заштитен корпус се баџанаци. Tako je. I to je, ako uzmeš u genezi od Slovenije do Makedonije, sve tako. Niko nikad nikoga Значи nije тие to се иста корпорација што викате. Oni rade za istu korporaciju. Oni su zato i teli da umru kad je Clinton izgubio. Oni svi hoće danas da umru zbog Clintona. Ali ne zbog Clintona što nije pobedio, nego što njihova politika više nema da uzima novac i da uništava narod. Ne može da ga ubije. Oni su hteli kod nas, kad naprave hibridne nacije, oni su sebe smatrali nad narodom. Te grupe ljudi. Добро, Али Ахмети, добар оперативец беше. Pa jeste dobar operativac, ali on šta je doneo dobro svom narodu? Oni jesu, imaš ti mnogo dobrih Така ве слушал. Просто му се јавувале ко што оделе таму тие камповите или Pa on me dobro poznaje, ja sam bio ubačen u tim Пошто kampovima. нели се во Македонија многу клучно солфеш на албански да се пеело, тоа било клучно на реформите во Македонија. Така добро солфеш пееше, добро солфеш пееше Али Ахмети во соработка со француски служби. Pukovnik Taštanovski je sa mnom bio u Francuskoj. 2000. godine, 2001. godine. Trebali smo pred Račinovo, kad je trebalo da se radi. Kad su umešali Srbija, Makedonija, sve neki, poslali su neke Indijance dole da rade Račinovo i tako dalje, i mnoge druge stvari. Tada, navodno, problem koji se prelio sa Kosova u Makedoniju je bio namešten problem. Ljudi su znali, onog momenta kad su trebali ti ljudi da stradaju u Račinovo, došla su 3 autobusa, pokupila te ljude i izvukli ga. Генерал Тејта, Ma, американскиот генерал Тејта, тој влегува во to je Рачино. priča za malu decu. Ko može da izvuče ljude iz okruženja koje vode rat, a teroristi su? Pa hoćeš da mi kažeš sada, što ne izvučemo ISIS teroriste, sad opkola ih Rusi, Sirija ili Amerika i šta ja dođem i izvučem ih autobusima. Što ne izvučemo sad teroriste iz Sirije? Evo tebe pitam. Iz Iraka što ih ne izvučemo, iz Libije. Добро, од овие терористи, Ал-Багдади и Ma останатите. ne, svi teroristi su isti. Колку од нив соработат со западните? Totalno. Tajne službe. Sve, pa mnogi od njih sam obučavao. Ja sam bio infiltriran kod njih. Savršeno dobro ih poznajem. Njihova filozofija ne postoji. Oni su najveći prevaranti svog naroda. Oni koriste energiju svog Значи naroda. многу од овие структури на ИСИС, вие сте ги обучувале? Kad kažem obučavao, bio sam ubačen među njima da bi znao kako funkcionišu, delovi i rade. Pa u Bosni svi mudžahidini koji su dovedeni su zbog toga. A onda smo im nameštali da budu ubijeni. Isto je bilo recimo u mnogim ratovima koji su vođeni u Afganistanu, Iraku, Libiji, Siriji. Znate da smo mi znali godinu dana unapred šta će biti u Iraku. Ko je pokrenuo čitave te operacije? 5 privatnika iz Amerike. 5 privatnika iz Amerike pokreće rat u Iraku 2003. godine. Protiv Sadama Huseina i lažno piše da ima hemijsko oružje. I danas u glavi imam čitavu kartu oko Tikrita, odakle počinje sve to, i koriste Kurde za sve moguće situacije. I protiv i za, to ti je danas u Siriji. Pa najviše terorista danas, koji uopšte nisu teroristi, su Kurdi. Koji iznajmljuješ dnevno za $1, 2, 3, 5. Вие ми покажате. Ti gotovo da nemaš danas. Onog momenta kad su uhvatili Očalana, vođu Kurda, on je sve uništio. Prodao se turskoj policiji. Znam kompletno tu priču i savršeno je dobro poznajem. Ali Turci su veliki narod, znali su da vode tu priču i znali su da je iskoriste. Pošto su znali tu priču da iskoriste, oni su i uništili to telo Kurda koje je tad počelo da bude onako veliko, jako, snažno, koje je tražilo državu. I onda su iskoristili te Kurde i za Irak, i za Libiju, i za Siriju, i za Tursku, šta god im je trebalo, Kurdi su bili. Kurdi danas vode sve ove izbeglice, niko ne zna. Kurdi su danas glavni preprodavci svih izbeglica. Iz čitavog sveta, i 40 zemalja oni trafikuju ljude. Iz 40 zemalja. Znači, Kurdi su danas glavni preprodavci duša. To niko ne zna u regionu.
Gospodine Petrušić, ako velite дека во моментот Македонија Казабланка и дека не постои сериозна служба која ги нема пратено своите најмокни и најдобри агенти и разузнавачи на територијата на Македонија, кој све е денес присутен во Македонија? U Makedoniji se nalaze operativci, operativni šefovi. Znači nisu šefovi tajnih službi, nego operativni šefovi koji su organizovali svoje grupe i podgrupe koje se nalaze u Bugarskoj, u Turskoj, koje se nalaze u Grčkoj, koje se nalaze u Srbiji, Makedoniji, Mađarskoj i čitavom regionu okolo. Te podgrupe imaju za cilj da izazovu što više panike, straha, dezinformacije i svaki dan se nešto novo dešava. Da svaki čovek koji je na terenu bude kontrolisan od 2-3 strane, 4, jedni kažu ovako će da bude, drugi kažu onako će da bude i tako dalje. Вилијам Вокер се појавува преку партијата Беса, за која се сметаше дека стои турската држава, меѓутоа таму има две структури. Едната е муслиманска турска, втората е албанска. И они одат на одредена средба со Вилијам Вокер. Вилијам Вокер беше клучниот човек, нели, на ОПСЕ, поранешен агент на ЦИЕ. Tako je, Račak. Ако се сеќате, кој беше вклучен во операцијата во Косово. Tako. Сега ги враќаат од пензија сите тие стари играчи. Што е суштината? Niko ih ne vraća u igru. Sami se vraćaju. Oni dolaze sad jer im gori ispod nogu. Ako ne zadrže ove teritorije, znači opet i ponavljam, samo inicijativno ljudi deluju na ovim teritorijama. Oni ovo uzimaju za svoju prćiju. William Montgomery, on Srbiju uzeo za svoju privatnu prćiju, on može da radi, da ubije koga god hoćeš, da radi šta god. William Walker, on sada u Makedoniji, vršlja kako god hoće umjesto da bude u zatvoru. On treba da bude u zatvoru. On je bolestan čovjek. Ozbiljno bolestan, u svom mozgu. Дури од Охрид 1999 година ги водеше операциите во Косово. Tako je, ali ne samo to. On je i namestio čitavu priču oko Račka. On je namestio sve što je mogao da slaže. Tako je namestio i jednu operaciju u inostranstvu koju su radili gde su stradali mnogi ljudi. On će namestiti i u Makedoniji da krv legne. Odnosno da pliva svuda krv. I svi znaju, Clinton ima zlatni spomenik na Kosovu. Oni sad hoće da mu napravi kod vas u Tetovu. Гледате како денес Нико од Нафталин го вади агентот на ЦИЕ и поранешен представник на ОПСЕ на територијата на Србија и на Косово, човекот кој всушност правеше подлошка и ги подготви сите активности за НАТО интервенцијата на територијата на Косово, тој господинот Вилијам Вокер. И како од Нафталин се вади тој човек, има средби со високи припадници на партијата Беса и одеднаш после 10 години молк околу Вилијам Вокер тој се јавува на сцената, се враќа на сцената и тука се поставува прашањето зошто некој сака Вилијам Вокер да го врати во игра кога во Република Македонија се случи сериозна политичка криза. Господине Петрушич, вие бевте обвинети, тој судски спор уште трае, за атентат врз Слободан Милошевиќ. Човекот кој вас ве обвини, тој Горан Матич, кој беше министер за информирање на тогашната влада на СР Југославија, во книгата на Мира Марковиќ, на сопругата на Слободан Милошевиќ, вели дека тој бил човек на ЦИЕ. Тој сега е деловен бизнис партнер со поранешниот амбасадор на Америка во Хрватска и во СР Југославија и денешна Србија, значи господинот Монгомери. Вела дека тие располагат во моментот со, ајде да речеме, одредена армија од 6.000 луѓе. Goran Matić sada u Češkoj ima 11 firmi sa njegovom ženom i njegovim sinovima. Ukro je para odavle koliko, i to sve zna Mirjana Marković, koja živi navodno od knjiga. To zna i engleska tajna služba, to zna i američka tajna služba, nikoga ne dira. On kaže, moja majka je... Беше представник на CNN, па продаваше рекламно време на CNN на сите балкански влади. Дури македонска влада со него соработуваше, се рекламира на CNN. Taj prevarant i taj ubica ubio je preko 100 ljudi, ali moraš da znaš. А сака вас да ве Ne sme da dođe na suđenje. Сака вас да ве стават у затвор дека се организирале атентат на Nije on Слободан mene Милошевиќ. zatvorio. Taj čovjek je samo iskoristio naivnost ljudi u politici, tako je danas i u Makedoniji. Kanali francuske državne televizije Kanal 1, 2 i 3 u svojim udarnim informativnim emisijama prenose konferenciju za novinare Saveznog sekretara za informisanje Gorana Matića, koji je izneo dokumentovane informacije o hapšenju petočlane špijunsko-terorističke grupe PAUK, iza koje stoji francuska obaveštena služba DST. Vlada odbacila optužbe beogradskog režima da je kovala urotu protiv jugoslavenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Tu je optužbu jučer iznio jugoslavenski ministar informiranja Goran Matić, objavljujući vijest da su uhićena 5 Srba koji su uz pomoć francuskih tajnih službi planirali ubojstvo predsjednika Miloševića.
French officials Friday denied Yugoslav charges that the French Secret Service ordered a hit team to try to assassinate President Slobodan Milošević. Večeras je britanski BBC objavio informaciju o hapšenju špijuna u udarnoj informativnoj emisiji. Ovo je ambasador od Montgomery. On je bolestan čovjek. Dobro. Znači, taj čovjek... Što je ta struktura? Ta struktura je upravo struktura koja je mnoge ljude pobila ovdje, organizovala da bi ukrala pare. Ali ta struktura ne radi za novac. Ona radi za ideologiju. Dobro, to je problem. Ne, problem je ideologija u odnosu na novac. Mnogi ljudi vide novac kao motiv... A što je ideologija take teologije? Pa ideologija tih ljudi, oni smatraju sebe posebnom rasom. Posebnom rasom. Ono što je nekad pokušao Hitler, što su pokušali Egipćani, što su pokušali... To je del od Clinton strukturata? Tako, struktura od Clintona. Smatra sebe posebnom rasom. Mislim, ta grupa ljudi, nije samo on. To je i sa Blairom, to je sa mnogim drugim ljudima. Kad si ti čuo da 40 predsjednika Europe se buni što je Trump došao na vlast? Kad si čuo da neko štrajkuje za legitimnog predsjednika u Americi? Trump u momentu te izoliran u Evropa, kao što bil Putin pred 1 ili 2 godine izoliran, ili kao što je bila, ne znam, pa šta sad se ne bore protiv Putina, nego se bore protiv Trumpa. Da. Pa to je onda privatna institucija. To su privatne institucije. To pokušavam narodno... Znači, jedna nedela posle pobedata na Trumpa, evropskата trilaterala u Lisabon zasedava i razmeno mišljenje što da pravi odnos na pobedata na Trumpa. Normalno. Znači da privatno deluju. Da privatno koriste sistem. Nema NATO-a. Nego ima 10 oficira koji privatno koriste čitave sistemi i resurse jedne zemlje. Velite, ima 6.000 ljudi pod oružje. Ova struktura, Matić, Montgomery, tako. I taj Matić danas može da uzme glavu kome god hoće. Taj čovjek je poslao u smrt mnoge ljude i ne ide u zatvor. Čovjek od koji je bil najblizog do Miloševića, dolgovremenski period. Nije on bio samo najbliži do Miloševića, on je bio najbliži tajnim službama. Milošević je to znao. On beše koordinator na site tajnih službi ta 99. godina. Da. I ne samo to, svi su to znali. Nije to nikakva tajna, oni se prodaju dan danas u Makedoniji. Njima je čast ko će da ide više da izda Makedoniju. Ето што го отворам тоа прашање. Бики вие сметате дека всушност таа афера Пајак или Пау, како што се вика тука во Србија, е отворена за да се скрие она истрага која водите за трговија со човечки органи. To je Pandorina kutija koja bi otkrila da sav rat koji je vođen na našoj teritoriji, između ostalog najviše zbog trgovine organima, odnosno pljačkina na teritorijima bivše Jugoslavije koja je vredela milijarde i milijarde, je upravo moja afera. Kad bi se ona otvorila, ona bi otvorila Pandorinu kutiju na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije. Otišao bi u zatvor i Jelko Kacin, otišao bi u zatvor i Devenport, otišli bi svi prevaranti koji su na ovim teritorijama uzeli da lažu. Otišli bi svi generali i pukovnici koji danas sede u svojim foteljama i lažu vas. Сите се тие вклучени во таа операција и трговија со човечки органи. Tako je. Jer organi danas ljudski koje oni mogu da uzmu samo od Evropljana. Oni mogu samo od tebe da uzmu, Lacko. Pa ne mora baš od mene, sam mislim. Pa slušaj, ti nemaš parazite. Ti nemaš parazite u jednu. Pa dobro sa zdravo sa hranom, vežbam i така натаму. Fina krvna slika, ali ne mora baš organi od mene, može od... Ima meni pomše što me nervira, može to od nego. 12.000 ljudi su ukrali s ovih teritorija. I oni su nestali, niko ih nikad ne traži. 12.000. 12.000. Od 91. do 99. godine nestalo, nikad ih neće naći. I non stop nam nestaju ljudi. I non stop nam nestaju ljudi. Имаше минатата недела 3 луѓе во Македонија во еден ден исчезна. Не се знае. Можеш видети, отиди да видиш. Веćinom имају специјалне крвне групе, здрави су, прави и видеćeš на шта личе. I to se stalno dešava i u Srbiji. To se stalno dešava i u Hrvatskoj. 12.000 Od 1991. do 1999. godine. Ali sad je medicina daleko otišla. Sad mogu da rade šta god hoće. I stalno pričaju ljudima donirajte organe, da bi mogli to da prekrivaju. Тирана е центарот, Албанија е државата која треба да е логистиката и целата таа структура има задача да предизвика нова дестабилизација во целиот овој регион. Македонија во моментот е прва на удар и преку Македонија ќе се кршат копјата во кој правец ќе оди целата таа работа. Што не Петрушич, има еден интересен детал. Ние и Грција сме во еден конфликт 25 години околу името на Република Македонија. Минатата недела на министерскиот состанок во Брисел станува грчкиот министар за надворешни работи и осудува платформата на Еди Рама.
Значи Грција, тоа е било незамисливо до пред една или пред 2 години, ја брани Македонија од платформата на Еди Рама. Zato što Albanija treba da napravi ustanak u Grčkoj. Ljudi ne vide da je Albanija danas platforma koja služi da napravi haos na Balkanu. Ljudi moraju da shvate da Albanija ni u čemu ne odlučuje. Odlučuje 10-ak ljudi koji kažu odatle krenite s oružjem i non stop neka teroristička organizacija, a mi svi ćutimo. Svi predsjednici na Balkanu ćute. Ćute svi. Znači svi ćute. Svi vi ste u Bujanovcu i Preševu ne daju srpska zastava da bude podignuta. Да, пред неколку дена беше... Pa krši ustav. Svaki čovjek koji je to uradio, on krši ustav. Ako je to dozvolio bilo koji čovjek u Srbiji i ćuti, on krši ustav ove zemlje. Значи албанците имаат задача да предизвикат дестабилизација во регионот. Čitav. Ali ta destabilizacija može da pređe u haos koji niko ne može da kontroliše. Jer NATO snage hoće da se povuču odavde. Ako se one povuču, čitav bivši rat iz bivše Jugoslavije i svi lopovi koji su došli ovde na leđima nesrećnika bivše Jugoslavije će morati da beže odavde. Vasko, oni moraju da beže posle iz Makedonije, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne. Ако НАТО се повлече од овде, па е Хашкиот трибунал. Целиот концепт, целата стратегија на Клинтон групацијата, кој требаше да финишира или главното финале, да биде Хашкиот трибунал. Гледате, во Романија специјално обвинителство, во Македонија специјално обвинителство. Кога стана збор за меѓународни случаи, имате Хашки трибунал. Значи тоа е концепт и стратегија која се применува во разни варијанти во сите држави. Васко, да те питам. Дали тоа значи дека поразот на Клинтон 2017 година, ако се случи на Балканскиот полуостров, ќе значи крај, затварање на Хашкиот трибунал? Mnogo dublje posljedice ima. Evo sad ćeš da vidiš. Kad si ti čuo da jedan sud, ko što je Haški tribunal, finansira Soros? Indonezija, Pakistan, Saudijska Arabija. Pa je to privatni sud ili to sud Ujedinjenih nacija? Dobro, kad si ti čuo da ima privatne donacije? To je jedna priča. I on je za mene nepriznata institucija, ali svi ćute kod nas i znaju zašto ćute. Jer su dobijali pare da ćute. Svi. Znači, svi žive na leđima tog suda. Najveći problem je kad je Serž Bramec, prevarant, lopov, hoštapler, kome sam poslao više dokumenata o mnogo terorističkih akata koji to prikriva. Čovjek koji je radio Zair i neće da me optuži. Kada je работел во Заир? On je bio glavni tužilac za Zair i Ruandu. Кога вие бевте како дел од француските служби во Заир? Normalno, ne, Francuski, Srbija je znala da sam tamo i Amerika bila. Znači ja sam bio tamo legitimno u Zairu. On je slimки, што гледам на интернет, вие у Заир бевте како Тито на времето. Tako je. Така ве дочекува во Заир. Ali zamisli tog čoveka, on ćuti. Ja sam mu poslao za jedan teroristički akt, ko što je Tuzlanska kapija. On je prikrio taj teroristički akt. Prikrio. I otišao je u Ujedinjene nacije da privatno za svoju grupu kriminalaca traži da čovjek bude osuđen koji je nevin. Ali zašto? Zato što je njegov sljedeći zadatak je bio da osudi Putina, da osudi Erdogana i Asada. Oni su se pobunili jer znaju da postoje tajne optužnice protiv njih. Pobunili i pomogli da Trump pobedi. To je bio razlog. Hag je trebao da bude finalna tačka na ovom svetu koja je mogla svakog čoveka da stavi u zatvor. I ako ne sruše Hag, možeš mi verovati da će ova 3 čoveka da budu u Hagu, a između ostalog su pretili Trumpu. Znači, ta 4 čoveka mogu da budu sankcionisani od koga? Od privatne institucije koja se zove Haški tribunal. Ja sam verovao da je to sud. Sve do onog momenta gde i optuženi, i osuđeni, i svedoci, svi lažu. Evo ja ti tvrdim da svi lažu i da je sve namešteno. Znači sve. Od početka do kraja. Svi dokumenti, svi nalazi, sve prevare na teritoriji bivše Jugoslavije, ti pričam, su namešteni da je prevara. Добро, што тоа значи? Тоа значи дека Сребреница, ајде која беше срешена се она што се случуваше како конфликт од 92 до 95 година. Сребреница која беше означена како најкрволочниот настан по тие војни од 92 до 95 година ќе треба да претрпи одредени ревизии или сериозни ревизии. U Srebrenici je ubijena su 484 ratna zarobljenika na 39 lokacija, Vasko. 484. Na 39 lokacija. On je brojke okolo 8200. Ma to je sve prevara i svi su priznali prevaru, Vasko. Ja sam jedini čovek koji to u sudu Bosne i Hercegovine. 17. marta 2012. godine, 23. marta 2012. godine sam ovo izgovorio ispred sudije i ponovio to i nisam bio kažnjen. To sam ponovio 50 puta na televiziji. Ponovo ponavljam tebi. Znači 484 ratna zarobljenika. Samo toliko? Ne pričam ratna zarobljenika. Znači samo toliko su... Toliko je izvršena egzekucija nad njima. U Srebrenica? Ne u Srebrenici,
na teritoriji opštine Srebrenica. To je strašno velika razlika. Teritorija opštine Srebrenica. Dobro, toga, zašto cijelata ta prikazna okolo Srebrenice se praviše? Zbog toga što je Srebrenica trebala da bude projekat. Trebalo je zameniti i Jasenovac, trebalo je zameniti i Auschwitz i tako dalje. Isti ljudi koji su pravili propagandu za vreme Drugog svjetskog rata. I da se obezbedi podloška za NATO intervenciju. Tako je. Imenovanje na cijela ta balkanska struktura. Pa još dublje od toga. Trebalo je s ovih teritorija krenuti na mnogo veće osvajanja. Krenuti na Bliski istok i na Evropu. Krenuti na Rusiju. Ovo je bio epicentar. Nalazili smo se geografski... Ako se sećaš, Vasko, u zadnjih 200 ili 300 godina, šta god se dešavalo išlo preko Makedonije. I da li su se Turci proterivali ili dolazili, sve je išlo preko Makedonije. Da li se Prvi svjetski rat dešavao i prilikom izlaska vojske i prilikom ulaska različitih vojska koje su oslobađale Balkan, opet išlo preko Makedonije. Tako je bilo i sada. Da li su civili izlazili? Vardarsko-Moravska dolina. Tako je. Zato imigrantite pominu od Makedonija. Vardarsko-Moravska dolina. A što ne preko Bugarske? Tako je. Čekaj, što ne preko Bugarske? Da. Šta, nisu mogli preko Bugarske? A kaži mi ti, zašto danas Albanci ne poštuju Makedonce, 800.000 ljudi su im spasili? Ako je to što pričaju makedonska nacija genocidna. 800.000 ljudi ste dali da jedu, piju, da žive kod vas. Objasni mi taj fenomen, što svi čute o tome. Pokažite snimke da vidiš, molim te, pokaži da vidiš kako je makedonski narod dočekao Albance. Kako ги откривате тајните планови на НАТО дека има НАТО интервенција на Косово 99 година? Тоа е всушност веројатно најголемиот подвиг кој имате направено во вашата кариера. Како Југослав Петрушич или агентот Доминик ги откриват тајните планови на НАТО за НАТО интервенција на Косово? Svi ljudi koji pričaju o tome da su znali nešto o NATO intervenciju nisu znali delimično. Veoma mali broj ljudi zna da poveže kako se od baze do aviona Avaksa, odnosno drugih centara, su dolazili podaci i ti podaci išli dalje do aviona koji će gađati. Svi se danas gađu nekim ciframa i tako dalje. Pošto se tu radilo o privatnoj akciji, znači nije se radilo o NATO intervenciji. Zato Ujedinjene nacije nisu ni dale to, nego nekoliko... Ne da saglasnost. Nego nekoliko bogataša na svetu je odlučilo da angažuje nekoliko generala iz NATO-a koji su privatno pokrenuli mašineriju. I ti bogataši su odlučivali šta će da bude gađano. Da bi oni imali mogućnost da znaju šta će gde, kad i kako da gađu, oni su i koordinirali čitavom akcijom. I imali svoje koordinatore. Ja sam bio uvučen u te koordinatore i znao sam do najsitnijih detalja. Apsolutno, kad kažem do najsitnijih, dobar deo čitave filozofije tih privatnika, biznismena sam znao koji su hteli novac na ovim teritorijama koristeći privatnike generale iz NATO-a koji su koristili sistem za uništavanje ovih teritorija. Danas ste vi finalna posljedica tog bombardovanja. Vi samo ne vidite, vi niste obavešteni da ste bombardovani. Kako Makedonija, nije smo posljednata faza. Ne, ali vi niste obavešteni da ste danas bombardovani. Vi niste bombardovani samo oružjem. Vas gore bombarduju. Danas više agenata imate nego i jedna zemlja na svetu. Vi danas kad bi samo izbacili te ljude, otkazali im da ne mogu, kad bi im uveli vize, ti bi video ko je sve u Makedoniji. Ti bi rekao, pa je li moguće da su svi ti ljudi ovde? Pa čime mi to zaslužujemo? Vi, Makedonci, sada, kad bi mogli da vas podele na 4 dela, ne bi mogli da budete toliko agenti koliko oni traže od vas informacija. Znači, svaki čovjek kad bi radio za 4 službe, odnosno za 4 različite strane da daje informacije, ne bi mogao da stigne koliko oni traže te informacije, šta oni pišu i lažu. Gospodine Петрушич, рековте, сите тајни служби знае што се случува. По Македонија е доста интересно името на лордот Монктон. Се спомнуваше тука и во Србија. Имаше во одредени книги кои ги пишувале пензионирани британски агенти, спомнување на него има во некој контекст со атентатот на Джинџич. Кој е лордот Монктон? To je jedan od ljudi koji je bio u Beogradu i koji je držao jednu od glavnih službi, između ostalog on je učestvovao i u mojoj aferi. Učestvovaše? Između ostalog je učestvovao u upravljanju moje afere. Pomogao je Goranu Matiću, pomogao je Branku Krgi. On je bio preko Vijena, delovao во цела jugoistočna Evropa. Mnogo je dublja priča, Vasko. On je delovao za ovu grupu ljudi o kojoj ti pričam.
On je deo, znači svi ljudi Clintonovi su krenuli u akciju da ga spase. Oni samo na Balkanu mogu da stvore novac. Samo na Balkanu mogu da nađu ljude koji treba da ugroze ovu američku politiku. Rusku, tako je. Tursku. Rory Field, ima zajedničke firme u Vijena. Ako uzmeš to, znači svi su krenuli, svi koji su To je najgolem dokaz deka Mi-6 preko penzioniranja agenti na Mi-6. Nije to Mi-6, to je privatna grupa ljudi. Učestvovali v kompromitaciji, sobiranje materijali za kompromitacije na Donald Trump, pa tek od naminatati predminatata godina. Slušaj, to su privatnici koji štite interes privatnih lica od tuda. Vasko, treba odvojiti i Mi-6, i Mi-5, i tajne službe francuske, treba odvojiti i NATO sistem. To su privatnici koji koriste te sisteme za svoje lične interese. I danas su krenuli u definitivni obračun na Balkanu. Ako padne njihova strategija, sve je palo ko kula od karata. Zato se bora taka grčevito. Tako je. Ti sušno se borat za preživuvanje. Pa što se ovi svi ljudi plaše što je Trump došao na vlast? Kome smeta što je Trump došao? Šta će on da promeni u svetu? Ajde, objasni mi, molim te. Šta će on da promeni? Dobro smo i Petrošić. Čekaj, i da povuče vojsku, izvini, molim te, i da povuče vojsku sa Kosova. Odnosno iz Makedonije, iz Grčke. Šta bi to promenilo u odnosu na svet? Šta bi se desilo da nema baze na Kosovu? Ko se plaši toga? Zašto? Šiptari imaju vojsku. Mi smo razoružani. Makedonija nema vojsku. Pa čekaj, ko se plaši sada da se ta vojska povuče? Koji se plaši? Pa šta misliš, ovi bogataši, zato što oni drže kriminalce ko što su Ramuš, kad kažem Ramuš, oni drže kriminalci kod nas, oni drže u Makedoniji. I oni oblikuju svu ovu politiku. Ali oni to ne mogu da rade ako nemaju 20-30 vojnika iz NATO-a koji će besplatno da špioniraju, besplatno da drže te kriminalce koji će da ubijaju za njih i besplatno da vrše teror nad narodom Balkana. Došlo je vreme da proteramo te huligane sa naše teritorije. Petrošić, ako je točan podatok, a sите vela дека je točen, дека трговијата со наркотици после влагањето на Америка во Афганистан изголемена некаде за повеќе од 50 до 60 пати, дека Бонстил е една од клучните точки преку кои се спроведува целата таа операција. Тоа значи дека нација и одговара нестабилност во целиот овој регион, бидејќи само во нестабилност може да ги реализира без проблем тие операции. Дали ви веруете да мигрантска криза je ljudima koji su bili u Bonstilu donela 100 milijardi eura tim kriminalcima? Migrantska kriza je... Profit. Tako je. Organizovano odatle, plus droga. Ona je imala za cilj hibridizaciju istočne Evrope. Šta se desilo? Ti ljudi su pobegli za zapadnu Evropu, došlo je do haosa. I oni su stopirali to. Kad su shvatili da to ne može, oni su krenuli na mnogo drugih stvari. I počeli. Kad su shvatili da sve propada posle izbora Trumpa, oni su krenuli u posebnu ofanzivu, u posljednju ofanzivu, da spase što se spasiti može. Da nađu odavde izdanke, upamti dobro što ti pričam, da nađu odavde izdanke koji će srušiti tamo one ljude, koji će onemogućiti Putina da funkcioniše, koji će onemogućiti Erdogana. Meni Erdogan nekad bio neprijatelj, nisam ga volao, pošteno ti kažem. Pa dobro, ste sahali da ga eliminite, da ga neutralizirate kako velite ga. Slušaj, danas ga smatram jednim od velikih ljudi, mnogi od njih je zaustavio. Asad isto. To je grupa ljudi koje danas... I to znaju ljudi iz Izraela. Petrošić, pre 4 dena во Анталија, како јавува дел од светските медиуми, има ненајавена или изненадна средба на началниците на генералштабите на американската армија, на руската армија и на турската армија. Tako je. Znači Amerika, Rusija i Turcija koji do pred jedna godina trebaše, može bi, Treta svjetska vojna da vleza. Ali zbog Haga niko ne zna da je jedan čovek, ko što je Bramenc, komandovao čitavim svetom i pretio svakom predsjedniku. Milošević i ostali su bili samo poruka ljudima da kažu nemoj da vas mi stavljamo u zatvor. Dobro, 3 generali, nisto mjesto u Antalija, to znači se razgovara seriozni ravoti. Znači, oni su imali sistem da svakoga stave u zatvor. Privatno. Oni su imali privatni zatvor. Zamisli iz Guantanama, oni su poslali ljude kod nas. Gde jedan terorista danas u Beogradu kaže meni se ovdje ne sviđa, ne mogu da praktikujem islam, ne mogu da imam 10 žena, ne mogu da ubijam, ne mogu da koljem. To je demokratija kod nas. Demokratija kod nas je ovakva. Da svaki dan mi kažu čuti, bit će rata. Сега Трамп го затвара 7-миот спрат на Стейт департментот. Или оној 7-ми спрат од кај што се контролира сите шарени револуции, Украина, Македонија и така натаму и така натаму. Значи Трамп влегува во една сериозна војна против Стейт департментот и против структурите нација. Ko je to mogo da prepozna? Orban. Zašto? Pa on je pravljen od Soroša. Samo ovaj sistem može da prepozna čovjek koji je bio u njemu. Ja sam pravljen od tog sistema, ja ga zato i poznajem, Vasko. Nešto sam pametan. Nego sam radio za taj sistem.
Samo čovek koji je bio duboko involviran, tako i Trump. On je uzeo profesionalce koji su bili duboko involvirani u sistem, koji sad ruše taj sistem. Zašto? On je toliko nakazan da je hteo sve živo možda jednog dana da ubije. On je toliko nakazan. I sad ovi ostaci ovoga što imaju, oni gledaju da spase što spasiti može, ali se ništa više ne može spasiti, Vasko. Nema spašavanja više. Ovo je što samo drugo vreme. Drugo vreme, da li krv će da potekne. Odnosno doće, kad kažem krv, ne sa... Toliko je lošo. Ne, još gore je od toga što ljudi vide. Jer ovi parametri... Neki svega je neko je čudno zatiše. Dori neprirodno zatiše ove 10-15 dana, ne znam kako... Pa ko će da trpi stalno da iz Albanije dolazi neki prete čitavom Balkanu? Vasko, jednom svet mora da shvati. Braćo, prijatelji, drugovi ili šta god da ste u Makedoniji, nemoj da ih se plašite nikoga. Isto tako i pozivam sve ljude koji su albanskog porekla i Albaniji da je uništimo kao zemlju jer ona ne sme više da šalje odatle ljude sa oružjem. Ako to bude tako nastavilo, pozivam čitav sve da se ujedinimo i da uništimo tu zemlju. Da je uništimo, jer ona je danas izvor naše patnje. Čitavog regiona. Na kraju Albanci je se najgolemi žrtvi na cijela ta promjena u konfiguraciji. Ja sam im to i rekao. Oni će nestati zbog jednog njegovog predstavnika ko što je Rama koji glumi nešto. On je Indijanac živi, on je kod Clintona išao da ga ljubi u ruku. On mu je odneo novac, on sad hoće da umre što ne može da pobedi. On nema više ništa osim Makedonije i Srbije. On jedino tu pokazuje svoju silu. Nek ode u Tursku. Nek ode u Siriju. Той сакаше да го замени Тајип Ердоган. Нели Тајип Ердоган кој веќе почна станува проблем за администрацијата на Клинтон, беше заменет со Еди Рама. Тако е, али мало е хвалало да Тајип Ердоган падне. И да ga ključni generali sa Kosova, odnosno iz Albanije, ubiju. Ključni. Znači, ključni ljudi koji su trebali da ga ubiju. Odnosno iz Sandžaka. I ti ljudi koji su trebali njega da ubiju, su trebali da stave Fatiha Gulen, odnosno neku tu grupu ljudi koja je trebala da uradi ono što je potrebno tom regionu. Петрушич, кај е конфликтот Тајип Ердоган Фатула Гюлен? Бејќи Фатула Гюлен е некоја муслиманска варијанта на Сорос. И таа муслиманска варијанта на Сорос се мокна во Албанија, исто како што и Сорос мокна во Албанија. Zato što su oni imali plan da desetine miliona izbeglica ubace na Balkan, odnosno Istočnu Evropu. Nasilnim putem. Fatula Gülen. Tako je, nasilnim putem. To mu je donosilo novac. Odnosno Sorošu je to donosilo novac. Oni su smatrali time da će otvoriti nove fabrike, da će naseliti sva ova mesta, sva ova sela koja su prazna. Oni su htjeli tim stanovništvom da nasele sve što je prazno kod nas. U Grčkoj, u Bugarskoj, u Makedoniji, u Srbiji i čitavom ovom regionu. Oni su htjeli da zamene narod kod nas. Da nas izmešaju. Onog momenta kad nas izmešaju, da rade s nama šta hoće. I to im nije uspelo. U tom planu im se isprečio Erdogan. Koji su njegovi tada razlozi bili, ja te ne mogu da ti kažem. Nisam bio baš toliko upućen u čitav njegov sistem. Ali su pokušali da ga ubiju jer nije hteo da funkcioniše sa njima. Da ga ubiju, ne da ga skinu. Ne da ga stavaju za, pokušali su da ga ubiju. Imao je sreću jer je narod stao iza njega. I prepoznao neku stvar. Bog pogledao od ozgo i ostavio ga na zemlji. Onog momenta kad je on saznao da ima optužnicu, on je odmah posle toga dobio optužnicu u Hagu. Odmah, a sad je već odavno optužen. Za ratne zločine, sećaš se kad su tražili. Za Putinu su pretili 10 puta zbog Ukrajine, da je on navodno kriv. A za Trumpa su opomenuli nekoliko puta da će on biti odgovoran navodno zbog rasizma i tako dalje i tako dalje. Čitavu priču znaš. Čitava priča se svodi danas da na teritoriji Makedonije razreše taj Gvordijev čvor. Tu se danas vodi bitka američkih izbora. Tu danas Clintonovi je bio u bitku sa Trumpovim ljudima. Odnosno, svi posmatraju sa strane. Tu su i ruske službe, i afričke, američke, zeleni, žuti, plavi, svi su unutra. Samo makedonski narod se udara po glavi i samo kažu da je on kriv za sve. I opet, nijedan čovek koji bude gledao ovu emisiju neće da stavi prst na čelo i da kaže dosta bre više. Dosta više tih prevaranata koji su, hoće da pojedu bilo kog čoveka dole u Makedoniji. Dosta, Vasko. Ja sam to rekao i kod dosta. Hoću da mi ne zabranjuju da svoju zastavu iznosim. Ne želim ja nikakav rat, Vasko. Ali ne želim da 1000 ovolitskih ljudi iz Albanije stalno idu negdje i vode neke ratove. Pa šta je bre ta Albanija, Vasko? Svi se udružimo i pregazimo tako. Čekaj, šta je ta Albanija? Iz Albanije 20 godina idu ljudi. I oni kažu ti mrziš Albaniju. Ja mrzim. Pa ja najviše volim. Zašto? Pa želim da im ukažem da reše taj problem s teroristima. Ja se slažeš sa mnom? Da reše. Zašto? Pa da ih ne bi jedan dan kaznila i Grčka, i Makedonija, i Bugarska, i Srbija, i Crna Gora, odnosno Albanija. Oni misle da je to nemoguće.
Еве книгата која има напишано господин Југослав Петрушич, заедно со господинот Стеван Ѓуровиќ или полковникот Стеван Ѓуровиќ, кој беше шеф на војното разузнавање на тогашна СР Југославија, кој делуваше на територијата на Косово во време на војната 1999 година. Со него имавме интервју некаде пред 3 години, тој интервју имаше фантастична гледаност и таму го отворивме сите тие пикантности околу тоа како се подготвуваше акцијата или интервенцијата на НАТО на територијата на СР Југославија. Ова е книга која е составена со ексклузивни податоци кои се добиени од НАТО структурите. Дел од тие ексклузивни информации од НАТО структурите беа искористени по текот на таа НАТО интервенција на територијата на СР Југославија. Меѓутоа книгата не е направена за Косово. Од таа книга ќе може да најдете и многу ексклузивни информации за мрежата на соработници на УЧК и на другите странски структури на територијата на Република Македонија. Господин Петрушич, ви ми покажувате шеми од 93-94 година. Како се организираат овие албански структури на Косово? Се гледа шемите. Дури се гледа и шемите во Македонија во текот на предминатата година, кај што спорадично се прават одредени инциденти, тепачка во автобус, бомба, одредени други акции. Тие шеми ми го кажувате пред да почне. Зато што те планове сум узео од луѓи кои се ради данас на Косово. Апсолутно сваку информацiju имaju o svakom čoveku koji ide u Makedoniju da radi neke terorističke akcije, koji ide na Kosovo, koji se nalazi u Albaniju, koji ulazi u Srbiju, koji ide po svetu. Kažem ti da se radi o organizovanim strukturama zločinaca iz tih velikih sistema koji koriste te ljude samo kao egzekutore. Ko što su one ljude koje koristi ISIS, samo egzekutori, ko što danas koriste u svim drugim zemljama. Znači, to su prosti egzekutori. I čitava njihova sila vlada time da imaju nekoliko ljudi, nekoliko klanova koji ubiju bilo koga ko želi da nađe neku istinu ili da se pobuni. Taj narod da kaže ja neću to da radim. Znači, to je jedan projekat, Vasko, toliko veliki, toliko snažan i moćan, koji danas se lomi na jednoj maloj zemlji kao što je Makedonija. I da su ovi ljudi pametni, ljudi da su pametni, oni bi danas krenuli i svi bi stali iza vas, izašli bi na ulice svuda u svetu i zabranili bilo kome da se meša u konflikt u Makedoniji, a Šiptare osudili i uništili njihove vojne jedinice. Poslali bi Makedoniji, ako treba, svako toliko vojnih jedinica, da Albance razoružamo, da im ne damo da ratuju i da ostavimo makedonske Albance na miru, da ljudi mogu da žive onako kako što su živeli čitavog života. Znači, to su Makedonci, to nisu Albanci. Vasko, tu je pogreška, ne može da bude on da ima u Albaniji zemlju i na Kosovu da ima Albaniju. I ne može u Makedoniji da ima Albaniju. Pa šta će posle u Crnoj Gori da ima? Pa će da ima u, kako se zove, u Grčkoj? Pa će da ima u Italiji? Šta, hoće da ima 10 Albanije? Jel ti smatraš da neko će to da dozvoli? Neće. Ja sam napisao jednu knjigu, sad ću da ti pokažem upravo zbog toga. Radi se o dokumentima NATO-a, ona se zove Zašto ćutiš Srbiju, koju ti poklanja večeras, koja u isto vreme možda se naruči, molim te da kažeš ljudima, dosta Makedonaca je tražilo, ja sam je poslao ljudima, i ova knjiga unutra ima dokumenta koja su od NATO pakta, možeš da vidiš Vilijama Vokera, za Račak, znači evo tiče se za Račak, evo šta on donosi svakoj zemlji, znači svakoj zemlji gde dođe Vilijam Voker, evo šta će doneti Makedoniji, sad ćeš vidjeti dalje, mislim ono što je ključno za sve ljude i želim da znaju, znači radi se o novinama u čitavoj svetu i Evropi, Albanci dan danas drže 10 fondova u kojima prikupljaju oružje za terorističke akcije. I danas. I dan danas. Evo ti tih fondova. Ti fondovi mogu da se vide. A sad u finalnoj verziji ću ti pokazati, da ne bi lagali ljude kod vas, koliko ljudi je pod oružjem kod vas. Znači koliko ljudi pod oružjem se nalazi. Evo, 35 brigada je tada bilo pod oružjem 1999. godine protiv Srba. Evo, ovo su NATO dokumente. Znači, ovo sve 35 brigada. Tako, i svi ovi ljudi su danas aktivni i svi ovi ljudi mogu da se pokrenu kad god hoće i da krenu u napad na vaše snage, odnosno da budu jače nego što ste vi. Kad god hoće. Ali ko njih podržava? Ko njih možda pokrene? Ko njima možda da logistiku, gorivo? Ko možda im da municiju? Ko možda ih pusti da se kreću? Pa samo sistem. A ko ima sistem dole? Ko drži u rukama čitav taj sistem? Тој систем е командон од Бонстил. Tako je. To je sistem privatnika koji drže čitav ovaj naš sistem. Čitav naš sistem koji mi imamo, odnosno koji mi stojimo, evo ovde su sve dokumenta, možeš da vidiš. U ovim dokumentima se vidi da su to dokumenta NATO pakta. Evo svih komandanata njihovih. Ti komandanti danas su aktivni.
Sva njihova deca su zaposlena u Kosovskom zaštitnom korpusu. Većina ovih ljudi danas ima značke Ujedinjenih nacija. Po čemu se radi ovdje, Vasko? Čekaj, s čime je zaslužila Makedonija danas? Čime ona zaslužuje da je neko naziva genocidnom, fašističkom i tako dalje? Čime? Zato ova knjiga i služi tome da pobudi svest da je Kosovo u suštini bilo okidač uništavanja ovih teritorija. Kretanje na Bliski istok, uništavanja Afrike, tog dela gde je Alžir, Maroko, odnosno kretanja prema Evropi, napada prema Rusiji, uništavanja Turske. Zato Kosovo ima tu konotaciju, a ne zato što je ono bitno bilo samo za Srbe. Danas Makedonija predstavlja naše Kosovo. Danas je Makedonija Kosovo Evrope. I ako ne budemo zaustavili sukobe tamo i uništili taj deo ljudi koji navodno dolaze iz Albanije i proterali ih u isto vreme i na ovim teritorijama gde sa oružjem čine teror šiptarskom narodu, kosovskim Albancima, odnosno makedonskim Albancima, ti ljudi će živjeti kao nesrećnici čitavog života. Uništavaće ih te bande i grupe. A makedonski narod ne može nikada se oslobodi ako se ne bude osvesti. Vreme je da upali svetlo, Vasko. Dosta je bilo. Ова книга ќе може да нарачате на телефонот, кој ќе може да го видите во кролот кој ќе оди во текот на целата оваа емисија или до крајот на оваа емисија, почитувани гледачи. Така, секој кој е заинтересиран за купување на оваа книга, кој е заинтересиран за одредени контакти со Југослав Петрошич, тоа може да го направи на телефонот кој ќе биде испишан под оваа емисија. Многумина од вас постојано ми го поставува прашањето што е вистината за Тоше Проевски. Одбивав да правам емисија на таа тема, одбивам и сега. Меѓутоа сега ќе презентираме само едно 10-минутно парче од тоа што планираме да го направиме можеби во наредните 1 или 2 години, да направиме одредена реконструкција на тоа што се случи со Тоше Проевски таа кобна вечер некаде октомври 2008 година. Сега еден дел или една анализа на Југослав Петрошич на тема дали е несреќен случај или убиство на Тоше Проевски. Не сум ме прашал. Тоше Проевски, убиство или собраќајка? Знаете, зашто ви го отварам ова прашање? Во изминатите 15 или 20 години на Балканот имаше доста контрадикторни собраќајки. Борка Вучич, загинува Борка Вучич, останал жив возачот. Јордан Мјалков, погинува Јордан Мјалков, останал жив возачот. И така натаму. Тоше Проевски, загинува Тоше Проевски, ја би волел да верувам у бајки. Ja se ovdje ne bavim ni vozačom, ni saputnicom, ni Tošom Proevskim. Ja se bavim nekim nalazima čisti koji su fizika, matematika i tako dalje, neke nauke koje su egzaktne, koje su prave. Brzina kojom se kretao džip i njegova polovina koja je udarila u kamion nije mogla, a da ne povredi ozbiljno vozača i saputnika koji je stojao iza. Za one povrede koje je doživio džip. Znači, ne postoji ni teoretska mogućnost da sila koja je delovala unutra prilikom udara te strane u kamion, pošto je džip robustno vozilo, ima veoma jake varove, veoma je snažno, prilikom razaranja i rasturanja tog dela, na drugom delu gde su se nalazili ovi ljudi, imali bi takve povrede, vidljive po telu, da bi morali da završe u bolnici. Znači, morali su da završe u bolnici. Airbagovi su morali da budu otvoreni. Povrede koje bi imali na telu i ostalo bili vidljivi, morali bi da se leče, ako ništa drugo, bar jedno 2-3 nedelje da leže i da im se proveri da li su im polomljene kosti i tako dalje, da li imaju uganuća, ozbiljne povrede, unutrašnje povrede. Sila je tolika bila da oni nisu mogli da izađu nepovređeni. Sve ostalo možda kalkulišu ljudi šta god hoće. Ne želim da se bavim na koji način i kako su namestili, ali ti tvrdim sada da to je nemoguće, Vasko. Znači, невозможно да не бидат повредени. Ne, nemoguće je da prilikom takvog udesa, znači ja se ne bavim šta kaže šofer i šta kaže saputnica, niti se bavim smrću ovog čoveka. Ja kažem da je nemoguće fizički da automobil takvog gabarita, takve snage, doživi takav šok i takav udarac, da ljudi ne budu povređeni u njemu. Sa druge strane, nema veze što je ova polovina bila povređena. Znači, ne postoji teoretska mogućnost. To je najveća zavara i prevara bilo koga. Kogod želi sa mnom da raspravlja o tome, idemo na tablu, dovešću stručnjake i objasniti kakva sila deluje i šta se dešava prilikom tog udara. Ako žele, možemo i da uzmemo jedan takav džip da im pokažem šta će se desiti. I da im pokažem šta će se desiti sa ljudima u džipu. I samo na taj način, možda odglednaš sve sumnje, da se radilo o ubistvu, Vasko. Koji su razlozi, motivi, ja ne zalazim u to.
Niti želim da zalazim, niti me to interesuje mnogo. Ja samo znam da ljudi koji pričaju o tome, pričaju ko šarlatani. I da niko nije hteo da uzme naučno da kaže šta se dešava prilikom tog udesa. Naučno, Vasko. Ne o ljudima unutra. Šta se dešava sa materijalima koji se udaraju, odnosno razaranje tog materijala na džipu i ono što je ostalo od ljudi sa strane, šta bi se dešavalo s njima. Znači, ako ima kamion po koji udara džip sa nekoj brzina 140, 150 km na sat, kaj što jedni delo džipot. Da, ali puta njegova težina, Vasko, nije to samo brzina. Džip ima svoju težinu, koja je oko 2,5 tone, koliko se ja dobro sećam da taj džip ima, možda i 3 tone. Njegova težina puta brzina. I plus kamion je gotovo stacionaran. Inercija to od udara. Kamion je gotovo stacionaran, se polako kreto. To se proračuna jako brzo, Vasko. Tu ne trebaš da budeš tu neki ekspert. Tu se brzo proračunava i na osnovu oštećenja materijala koje imaš, ti zaključuješ šta se desilo u njemu, Vasko. Ne baviš se ti drugim stvarima. Pusti te druge stvari, slažem. Ivo, nema vozač od... Pa, nema ničega, Vasko. Ne na kamionot. Ne samo na kamion, nema hitne pomoći kad je došla. Pa kako mogu ti ljudi koji su imali udes? Pa morala je žena da padne u nesvest. Od toga kad je vidjela da je ovaj mrtav. Pa znaš i kako je to razaranje ako je ta prednja strana njemu došla? Pa on je morao da ima smrskanu čitavu prvu stranu. On je morao prilikom te brzine, čovjek, nebitno kako se on zove, prilikom naleta, brzina puta ubrzanja, odnosno težina vozila na prednjem sedištu, gdje je smrskana ta strana, znaš šta bi bilo njegovo telo? Znaš šta bi ličilo njegovo telo? I tako dalje, i tako dalje. Ali to je sve u domenu špekulacije, Vasko. Bila bi mi potrebna obdukcija, bili bi mi potrebni nalazi sa lica mesta, i ja ću rado da ti uradim čitavu analizu toga i da ti kažem šta je moguće, šta nije, sa stručnjacima iz inostranstva. I da te uputim na njih, da ti oni kažu da li je tačno ovo što ja pričam. I oni će ti potvrditi u 99% slučajeva da je to tačno. Normalno proračunima izvršit ćemo čak i neke probe, uradit ćemo neke druge stvari i pokazati da je sve to bila prevara, Vasko. Ozbiljna prevara. Zašto? Čiji su to motivi bili? Ja stvarno ne želim da zalazim u motive, niti da se bavim toliko duboko, ali ne postoji teoretska mogućnost da ti ljudi prilikom tog udara na taj način, sa tom brzinom i tom težinom vozila, ne zadobiju ozbiljne, Vasko, ozbiljne povrede. Pri tome da nemaju ozbiljne psihičke povrede posle toga. Ljudi koji su gledali jedan takav udes morali bi da se leče kod psihologa. Nemoj zaboraviti, ljudi koji su doživjeli takvu traumu, to je jedna od mnogo ozbiljnih trauma, Vasko. Nisu to profesionalci. Nemoj zaboraviti da to nisu profesionalci, da ti ljudi ozbiljne posljedice bi nosile posle toga. I ozbiljno bi se ponašali posle toga. Ne bi to baš tako bilo ko što ljudi pričaju, ali i želeo bih da pozdravim sve moje prijatelje, gledalce koji gledaju i tebi hvala još jedan put što sam bio tvoj gost. Više zadovoljstvo. In ostanahme dolžni, to je ostajme za следната емисија, rekonstrukcija na atentatu od Vrskiro Gligorov. 2 godine go dogovarame. To će mi biti najveće zadovoljstvo iz jednog prostog razloga. I to rekovме ќе направиме на воен полигон, за да можат луѓето да видат што де факто се случи тамо некаде 95-та година, 4. Zato što njegove povrede ukazuju da jedna od eksplozija je bila van automobila. Дека од неколку Tako je. Znači, mesta se sa nekoliko mesta su pripremane slabijeg intenziteta i da povrede koje su nastale na njemu, odnosno sve što se dešavalo kod njega se desilo na jedan sasvim drugačiji način. Između ostalog, ja sam bio i za to optužen. Следната емисија ќе разговараме на таа тема. Hvala ti, Vasko, još jedan put i želim ti srećan put. Hvala. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Малпигија емаргината, или позната како ацерола, исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав. Ацерола алкалоид. Таблети за чвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Од сега во ново блистер пакување. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦЕХА од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦЕХА. Барајте го оригиналот ЦЕХА, барајте стриктно од Гелита.
Не секоја алфа е и цеха. Избегнувајте фалсификати. Барајте оригиналната цеха. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Cold Max. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вечера можевте да го проследите интервјуто со господинот Југослав Петрушич. Ние се гледаме идната недела во 19 часот и 30 минути на канал 5 телевизија. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.